Сега доаѓам до момент што е она што вие можете да го направите. Доколку го посетите Вистиномер МК, ќе видите дека има многу ветувања кои што си уште не се оценети. Тоа е најчесто поради тоа што или нема никаква јавна достапна информација, или нашите медиуми воопшто ништо не известиле за напредокот на одредено ветување. Така што препорачувам да го посетите сајтот и да видите во оние делови каде што мислите дека имате информација или знаете конкретно каква е ситуацијата, да ни испратите некаква информација. А дополнително, ако имате некоја изјава или идентификувате некоја изјава од политичар која што сметате дека треба да биде анализирана, слободно можете да ни испратите преку нашата контакт форма, ние ќе се обидеме да најдеме информација за да можеме да дадеме конкретна оценка. И да дадам објаснување на платното, доколку го видовте надвор на влезот. Сакаме да ве повикаме, вие да се ставите во улога на одлучувачи, кој политичар ја кажува вистината, кој лажа. Значи, на крај сакаме да добиеме нешто вакво. Баш таму каде што е поставено платното, ќе стоиме јас и мојата колешка Дуна и имаме испринтано неколку фотографии од политичари, неколку, многу имаме, така да имате секој од вас по неколку. И сакаме вие со тие фотографии да ги залепите во оној дел каде што мислите дека политичарот дали кажува вистина, лага или полувистина. Ќе биде една добра вежба, на крај ќе го сликаме платното со цел да ја споделиме и да видиме која е перцепцијата или на сите вас, кој политичар најмногу кажува вистина, кој лага. И со тоа би сакала да ви се заблагодарам и да ви ги представам линковите на нашиот проект, така што може да го посетите и да ни поставите или пак прашања или пак некакви предлози за подобрување. Сега ви повикувам ако имате некои прашања. Благодарам. Здраво, Ели. Како си? Како си? Добро, малку да те мотивирам. Неколку прашања. Значи, Вистиномер као идеја генијална. Моето прашање е дали стига до оние финални корисници. Мислам дека им распомна преска дека не секој има пристап до интернет, значи нешто околу промоцијата и околу финалните корисници. Второ е спомна дека се оценуваат изјавите на политичарите. Што значи тоа се оценуваат, кој оценува и дали тука постои можност за оспорување од самите политичари. И трето, околу политичкиот компас, што ми е многу мило дека конечно го направивте, на кој начин ги поставите, значи која беше основата за да се постават политичките партии и дали може би виднина ќе ги поставите индивидуалните политичари на оваа мапа. Благодарам за прашањата. Значи, првично ти кажам за дали достигнува Вистиномер со своите информации до пошироката јавност. Ние се обидуваме да го направиме тоа. Кога пуштивме Вистиномер, повеќето медиуми не покрија со информацијата дека започнува проектот, но за жал тогаш многу малци има објави во медиумите со конкретни анализи. Во последно време има интерес, но за жал не од двете страни за да може да се покрие да биде посеопфатно. Се обидуваме најмногу што можеме со нашите ресурси, односно преку интернет да ги споделиме информациите. Сега почнавме малци повеќе со кампања, со директен контакт со други многу попознати портали и вебсајтови од нас за да споделат некаква информација, но мислам дека тука има малце пречка баш поради содржината на вебсајтот, така што се надевам дека тоа ќе се смени. Во однос на оценувањето на изјавите, значи тие се оценуваат дали се вистините, невистините или полувистините. Ги анализираме оние изјави за жал кои што само состојат конкретни факти, баш поради тоа што кажат дека може да се успорат, односно различно да се интерпретира она што е кажано од страна на политичарот. Например, ако некој каже ќе го подобриме животот во Македонија, тоа не е изјава која што реално може да се оцени или пак бара некоја многу подлабинска анализа. Значи се обидуваме да ги анализираме оние кои што не се совпаѓаат со некоја ветување кој што веќе го има на Вистиномер и содржат конкретни факти. И третото прашање за политичкиот спектар. Значи политичкиот, а и оценувањето на изјавите на политичарите, значи го прави тим од истражувачи кој што ни брои 5 луѓе, но доколку некој сака и ни предложи да оцени анализа, ние секако го дозволуваме тоа, но секако ќе помине анализата преку нашиот тим со цел да не се случи некој да сака да ни подметне нешто или во тој контекст. А во однос на политичкиот спектар, значи исто така го работеа тим од политиколози кои што соодветно направија позиционирање на политичките партии.
сите политички партии, мислам дека до 10 можеби и повеќе, им беше испратено и писмо со прашањата на политичкиот спектар и преку имейл се обидовме да ги контактираме, некои преку социјалните медиуми. Значи првично беше испратено барање до нив самите да се позиционираат на политичкиот спектар, но бидејќи никој не ни одговори, мора политиколозите да го извршат позиционирањето. И првичната идеја ни беше индивидуи да позиционираме на политичкиот спектар, но за жал за повеќето од нив нема став за одредени прашања кои што се во политичкиот спектар. Значи константно, например, се залагаат и кажуваат теми кои што се, не знам, само во една или во две области, не во сите области кои што ги фаќа политичкиот спектар, така што мислам дека во овој момент не размислуваме за позиционирање на индивидуалните политичари.